20 превозници на мотокултиватори денеска излегоа на мирен протест пред општина Куманово, откако градоначалникот Максим Димитриевски најави нивно отстранување од сообраќајот. Граѓаните одбија барањата да ги достават во општината, нагласувајќи дека култиваторите се нивен единствен начин за екзистенција. А ние од каде да живееме? Ако не работиме со култиватори, он не може да ни ги скине тие работи. Нашите деца сака да јадат, да пијат, а он кога ќе дојде на власт да ни откине се, тоа нема да биде. Ние сме нормални граѓани како сите други. Овие луѓе што живеат со мотор култиватор работат, значи имаат деца, околу 100 фамилии. Не сме мешани у партија, он нек си прави што сака, нек не пуши да живееме. Бараме ја слобода за мултикултиватор, како што слушале у телевизор. Ние собираме пластики, наши деца од пластики, он како знае и добро го знае ситуација наша. Да не ослободи, да си работиме како сите луѓе што работат. И ние сакаме да живееме, еден парче лево да јадеме. Ако е способен, апел до градоначалникот Максим Димитриевски, ако е способен, нека ни ги вработува сите овие луѓе. Апел до него. Значи, ние парче лево се го заработуваме како што треба, значи не крадеме. Овие луѓе што излегле тука, значи излегле за свое парче леп. Никого не го мачат, никого не го прават, не се бунат. Зошто? Се борат за своја фамилија да носат. И тоа што е потребно, некој лепче да му го вадат од уста, а ние за политика, тоа уопште не ни интересира. На протестот пред општината им се обрати кандидатот за градоначалник од СДСМ и коалицијата Оливер Илиевски, потенцирајќи дека проблемот може да се реши со обезбедување депонија за цврст отпад на која што тие бесплатно ќе депонираат. Решение има за се. Ќе ви кажам. Прво, во Куманово ќе направиме депонија за цврст отпад, каде што вие бесплатно цврстиот отпад, шут, мебел и слично ќе го депонирате бесплатно со еден услов. Услов, вашите мотокултиватори треба да бидат регистрирани. Димитриевски смета дека протестот е политички мотивиран, а вели превозниците немаат дозвола за движење во сообраќајот ниту да извршуваат дејност, освен ако не се регистрирани на уредна фирма или не работат дополнителна работа за јавното претпријатие Чистота и зеленило. Постојано создаваат депонии со градежниот шут кој што го превезуваат, вели Димитриевски, нагласувајќи дека во континуитет општината бара МВР да ја спречи оваа појава, но досега нема реакција од полицијата. Јас ги повикувам граѓаните да не потпаѓаат на овие вакви провокации. Секогаш постојат можности да се уреди овој начин на нивно делување, дали преку одредени проекти или други активности, но ова беше чисто мотивиран процес, го видовте и против кандидатот, дека наеднаш наводно се појави пред оваа насобрана група на граѓани, им одржа и говор политички и така натаму. Јас сум црст во моите ставови, да обстанам на тоа што ми е со закон доделена надлежност, да се грижам за јавната хигиена во градот, бидејќи не можеме ние сите да се однесуваме како граѓани одговорно, а поединци 20 или 30 луѓе или колкав и да е нивниот број да биде целосно неодговорен и да создава диви депонии секаде низ градот. Градоначалникот Димитриевски дополни дека секоја година општината го чисти речното корито, депониите по реките Којнарка, Липковка, Кумановка и голем број други локации каде што култиваторите истураат градежен шут и друг вид на комунален или некомунален отпад, дивата депонија кај локацијата Поранешен туш. Тој истакна дека лично ќе поразговара со превозниците кои што според него не треба да бидат користени во политички цели. Ако општината инвестираше во Средорек, зошто да дозволиме поединци да го уништуваат она што ние го направивме со наши граѓански пари, потенцира Димитриевски.